Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Технолошкиот развој, новите трендови на живот во 21. век наметна високи стандарди, односно критериуми кои што се општо прифатени за семејниот и професионалниот успех. Во обидот овие стандарди да се следат, животот стана многу динамичен, напорен и стресен. Верен придружник на ваквиот животен стил е анксиозност, од која страдаат се повеќе луѓе. Дали анксиозноста е минлива? Како може да се диагностицира? Може ли таа да се излекува и да се стави под контрола? За сето ова денеска ќе разговараме со Мирјана Јовановска-Стојановска, дипломиран психолог, лиценциран психотерапевт од Комората на психолози на Македонија, психодрама и гешталт терапевт, а исто така своето искуство со анксиозноста во студиото на Телма ќе го сподели Владимир Блажев Панчо, музичар, дел од дуото ДНК. Започуваме веднаш по рекламите. Денеска во Телма амбуланта зборуваме за животот со анксиозност со Мирјана Јовановска-Стојановска, која што веднаш помене, психолог. Добар ден. Добар и Панчо ден. ДНК. Панчо, здраво. Драго ми е што се гледаме денеска во Телма амбуланта и што ќе зборуваме за оваа тема за која што светските медиуми се поинтензивно ја потенцираат и велат дека колку повеќе јавните личности го потенцираат овој проблем и зборуваат за своето искуство, толку повеќе расне свестоста за него, за препознавање и секако за ставање под контрола на оваа состојба. Веднаш ќе започнам со вас. Велат дека анксиозноста го активира механизмот бори се или бегај. Дали овој инстинкт го има секој од нас и значи ли тоа дека секој стрес го детектираме како реална опасност кога страдаме од анксиозност? Па, анксиозноста е еден вид на одговор на она што се случува околу нас и на тоа како ние треба да го одработиме информациите што сме ги примиле од таа случка или тоа што сме го доживеале. И како дел од одговорот, значи тоа е да бегаш или да се бориш. Има исто трет дел, кога некој се смрзнува тотално, значи нити бега, нити се бори, нити нешто прави, него баш замрзнува. И има уште еден четврт дел, кога луѓето пробуваат да интелектуализираат и да ги најдат некои оправдувања за тоа што се случува околу нив. Анксиозноста како одговор на повеќето, нели, на она што се случува, е една голема категорија на луѓе, мислам, оголемен број на луѓе го на несвесен начин го одбира како механизам, како ќе се справи со она што се случува околу нив. А има и постојат и други механизми. Вие баш сега, пред да почнеме, спомнавте, тоа е депресијата, кога енергијата, наместо да биде нели анксиозно нанадвор, да ние ја чувствуваме, да се однесуваме на тој начин, да живееме на тој начин, можеме да го потиснеме сето тоа и да бидеме депресивни. Така, но, значи постои разлика помеѓу анксиозност и депресивност. Некој може да е и анксиозен и депресивен, а тој што е депресивен не мора да биде анксиозен. Кога велат анксиозно-депресивен синдром, велат, например, помеѓу некои епизоди на анксиозност покачена, може да бидат епизоди на депресија. И тоа да биде комбинирано. Обично нема никогаш да е се чисто тотално, нели? Да така како што пишува во книгите и како што е подредено дека сега е ова точно, ова е така. Обично се тие мешани работи, кај некого повеќе, кај некого помалце, значи за да точно се утврди диагнозата и да знаеме што се случува со личноста, треба одреден временски период да ја следиме и она сама себе да се следи, за да можеме точно да знаеме какви се механизми личноста користи. Значи дали е повеќе во анксиозност, дали има депресивни некои епизоди, дали повеќе е депресија, па понекогаш демонстрира анксиозност. Значи би требало да бидеме доста внимателни. Ни треба висока професионалност, многу теоретски знаења, а потоа ни треба и многу практични знаења за да можеме да работиме со сето тоа и да му помогнеме на тој што се жали. Панчо, ти твоите први анксиозни напливи ги забележа некаде 2004-2005 година. Како изгледаше сето тоа? Со оглед на тоа дека си јавна личност, постојано си експониран, не би очекувале луѓето да имаш ти таков проблем. Знаеш како, 2000, сега додека збореше докторката, си го пронедов моето патешествие, не се што кажа. Тогаш не сум го ни знаел.
И секој додека вртат сликите на позади на скринот, исто си викам, аха, овде ми беше ово, овде ми бе вака. 2004-5 не ни знаев што е. И после ја и не ни дознав се до моментот на 2010-11 кога посетив психолог, кога тоа веќе стварно многу беше појако од мене. 2004-5 едноставно имав осеќав цело време вртоглавици, некој немир. Имав проблем со јадењето, па мислев дека е со желудецот нешто. Некои такви мали симптоми кои ние ги занемаруваме и ги препишуваме на некои други работи. И мислам дека тоа, значи тогаш пред 17 години, тоа било сериозна табу тема кој уствари никој немало. Сега кога идеш на лекар, може лесно кажуваат, анксиозен си, немаш кај, пошто е сега модерно да бидеш, а тоа постоело многу одамна, кој за жал ние не сме немале стручни лица. Тоа е лошо да го кажеш, него сме немале можда медиуми и како тоа да го каже некој јавна личност, или било можда срам и табу тема. Или можеби не сте знаеле дека има помош за тоа што го осеќате? Не сме јас би побарал, отворен сум многу. Дури испаѓам у групата на хипохондрици, што е исто лошо, што не треба да биде така, нели, ама таков сум. И сега со тек на времето знам да го контролирам и кога ќе сватиш што ти е, поготово кога ќе сватиш дека имаш анксиозност, која ја не велам, кој секогаш велам дека не е болест и ги охрабрам луѓето дека е состојба на умот. И дека е многу добро да не се лечи со таблети и сите тие работи. Но тука имаме стручно лице, па тоа ќе ви кажа околу тоа. Ке ни појасни. Идев на крвни слики, идев не знам значи, на што. милиони испитувања. Па генерално тогаш и не толку, но правев и мислам дека и ќе се сложи докторката дека ако отидеш на сите ти испитувања, ако видат дека физички ти си здрав. Тогаш дефинитивно е анксиозност и треба да се борите со состојбата на умот. Како изгледа да се излезе на сцена, да се настапи пред толкава публика со наплив на анксиозност? Тоа ми се случи во 2010-11 од нигде негде. Прво имав многу страф и ден денес имам, тоа ми стои, тоа можда и најголемиот страф ми е од топло време. Добивам страшна анксиозност, дека не можам да дишам, се затнувам цел. И тие се некои психосоматски симптоми кои треба да знаеш како да ги препознаеш и да ги решиш на... Има многу методи сега, како што кажавте на почетокот, нели, гештал, виета, психодрама, еве, например, ја идев, посетував Јунгов аналитичар, колечка ваша која работи исклучиво според Јунг, и мене многу ми помогна, ми одговараше, ама има многу моменти. Како изгледа, не можам да ви го доловам тоа чувство, доколку не сте го имале, ќе пробам низ зборови. Осетот е катастрофален. Значи, толку лош да не знаеш што да направиш со себе. Имало ситуации кај што сум прекинувал настап и сум молел да ги исклучат светлата. Оние строба, знаеш. Што светка ти прават многу големи проблеми. Имаш страф, па сум му викал на Андреј, онака, да брат... преземе. Не, брат, пајам готово. Па сум барал позади да има зид да се потпрам. Сум имал многу голема паника од луѓе, а мене работата ми е тоа. Поврзана со луѓе. И секоја книга и секој психолог или психијатар кој ќе ви го каже тоа, мислам дека треба да се соочиш со тие нереални проблеми, кои уствари се реални, ама се фиктивни некако да не знам како да се изразам. За вас се реални. За нас се реални и треба да се соочиш. Што повеќе се соочуваш со нив, тоа гледаш дека си над нив и ги победуваш, но не можеш одеднаш, бидејќи не верувам дека човек кој е длабоко загазен во анксиозност дека ќе се нафати. Јас не сум искачал од дома кога е топло и цело време бев на Weather.com или на iPhone. Леле, што ќе правам 40, сега е многу тешко, леле, што ќе правам, ја например имам денски забави кај што врта музика како диџеј, нели? И тоа е страшно, па цело време правиш некои тикови, гледаш да си сега дишам, сега сум добар, чекај пулсот. И сите тие работи. И имав страшен проблем со водно, да се качам до врв, а кога почна пандемијата, бидејќи ние уметниците немавме работа, ја бев секој втор ден до врв.
Значи ги победував тие стравови и мислам дека тоа беше еден од најголемите стравови кои ми се случи, кој го имав со водно. Долга приказна е таа да не ја раскажам. И кога го надминав тоа, веќе многу подобро, ама е многу неубаво чувство. Така. Сигурно е исклучително тешко да се живее со сето ова. Какви се симптоми може да се има кога некој има анксиозност, кога страда од анксиозност? Еве, слушнавме страв од топло. Психолошки ли се? Физички може да биде? Стравовите се психолошки или анксиозноста, ама манифестацијата е многу физичка. Значи, анксиозноста не е само состојба на умот, него е она што се доживува во телото. Зашто цело време во телото нешто се случува. Сега има таму теорија една како доаѓа до тоа, значи еден момент некаде во животот кога ќе ги прекратиме своите желби и потреби под дејство на околината во која што живееме, тие остануваат да работат во нас како енергија и ние после ги викаме анксиозност. Нешто некаде ни се случува по телото. Да, и ние го обработуваме когнитивно, нели, преку умот, ама тоа што се случува е многу телесни симптоми. Од срцебиење, препотување или замрзнување, како вие веќе ги спомнавте, оние, значи, или ќе се борам, нешто ќе правам да ми биде, или ќе се смрзнам, ништо нема да правам, ќе престанам да дишам, или ќе земам да бегам, а тоа бедството е нешто, ај сега превише ќе работам, превише ќе правам нешто, или ќе земам ќе читам од сите интернет можности што му Google и што има, до литература до што ќе најдам. Значи, луѓето пробуваат на различни начини да се справат со таа телесна симптоматологија, она што го чувствуваат во телото, како да го намалат, зашто квалитетот на животот многу пати, еве, као што рековте вие, драматично. Да. Вела дека биохемиска драма исполнета со многу стравови, што значи тоа се лачат и хормони на хормони на стресот, значи имаме недостиг на оние хормони кои ни предизвикуваат задоволство и радост не прават. Шеќерот паѓа, скока, што се случува? И паѓа и скока. Сега зависно значи у која фаза дошол и како во моментот реагира. Сега работете тоа што не толку многу патолошки е тоа и качување и паѓање на шеќерот, за да може некој нели да има, што велим, има проблем со шеќер, него бурни реакции, бурни телесни реакции. И сега она што би требало да биде работа со сето тоа е, затоа што додека ве слушав, ми дојде инспирација да го кажам дека ние уствари не треба да ги разбереме работите што ни се случуваат. Не треба да ги прифатиме. Значи, ние треба да не живееме со тоа. Значи, она што е третман за анксиозност, за панични напади, за фобии, за стравови, за било кој облик, значи, кој влегува во таа анксиозност, е да клиентот, човекот што се жали, престане да го има тоа. Престане да го создава, престане да го прави и да живее без тоа. Не да се привикне да знае да го контролира, него да престане да го чувствува. Значи, луѓе кои ќе дојдат со панични напади, да после некое време во терапија престанат да создаваат панични напади и не дека животот ќе им биде нели она блескав и сега од сега никакви проблеми да имаат, ама кога ќе се појават проблеми, они нема да реагираат на таков начин на проблемите, него ќе изградат многу посоодветни, здрави копинг механизми, нешто што нема да им го ремети животот. А што може да биде тригер фактор за да се појави анксиозноста? Генетиката има некаква улога? Па дел има, да, ама не е толку многу, затоа што нели генетиката е сега наследно нели како изгледа нашиот нервен систем, како работат глездите со внатрешно лачење, значи како е таа целата биохемија во нашиот организам, физиологијата. Значи има дел во тоа, во се има дел наследноста, али најголемиот дел е во, ако зборуваме само за невротските механизми, нели не влегуваме во патологиите таму од психозите, значи е влијание на социјалната средина во која што личноста пораснала, односно погрешно научени начини за справување со светот околу нас. Тоа сите ние учиме нешто погрешно и сите ние некаде во некој дел на животот доживуваме анксиозност,
Ама е најтешко кога некој вака ќе направи стакво тоа, ќе се заглави во еден ист ист начин на одговор на се што се случува околу него. Панчо, ти ги забележа твоите тригер фактори за анксиозноста? Кога имаше најсилни напади на анксиозност? Па ја мислам дека кога си поставуваш големи цели и имаш големи стресови. Стресот е извор на, ајде да не кажам 90, ама 5-60% на сите проблеми кои се манифестираат и физички, не само психички. Кога ти ќе зацраташ нешто и кога нема да успееш или кога твоето замислено нема да испадне така директно, односно се соочуваш со неуспех и прво си незадоволен од сам себе. Потоа, нели, за жал секаде е така, не е само кај нас, што ќе каже околината Средината, и средината во која живееш, и тоа е еден спој на тоа што тригерот го пали на најако, ја да кажам. Сега кога се занимаваш со јавна професија, изложен си на критики и на пофалби, не може стално да те фалат, нели? Ја мислам исто големиот тригер е кога ќе изгубиш некој, тие се три, баш ги спомнавме со докторката. Смрт на најблизок, губење на најблизок, селење, свадби, разводи, Губиток на работа, можда ете. И мислам дека овертинкингот, значи ние сме сите што се уметници се овертинкери, што си поставуваш некои цели кои некогаш може и стварно да се недостижни, ама ако не те води тоа, онда нели тапкаш во место. Смртта на твојата мајка, многу те погоди? Па тоаш мислам дека го допрев дното. Дека јас растев само со неа, она ми беше и мајка и татко и најдобар другари поддржувачи. Нели сега мажи ќе ме расчеречат, ама татко може да биде секој, ама мајка е мајка. Знаеш, не ќе да звучам феминистички, ама сум израснал и поготово нели има мајка е мајка, ама има колку си бил близо, каква ти била конекцијата, различни релации. Мајка ми беше пред се многу добар човек, како човек кон сите, не само кон мене. Ми е многу криво што не проживеа уште малце да можеме, кога ја веќе созрев, па ќе да можам да правам најразлични муабети, да прошетаме негде, бидејќи не сме можеле, она се трудила многу. Сум живеел сиромашно, као и многу луѓе, ама не сум се откажал од мојот пат кој сум го замислил, па сега можам да си дозволам и можам да помогнам. Најбитно сум да кажам, у 2010 и 2011 кога ми се деси тоа незнаење и сериозен страф од све, тоа чувство, пак ќе кажам... Што значи сериозен страф од се? Па се погоди, доживеав сообраќајка една, која мислам дека и тоа беше последниот онака тригер. Вадевме албум, стресен период, каде што се распаѓавме со таа една продукција Република, кај што ние бевме таму, беше, не знам, многу колеги, Тамара Врчак, не ми текнува се сите, мислам Роберт Билбилов, Лозано, тоа беше одавна пред 11 години, се распадна. Нас ни дојде концертот прв солистички кој го имавме 2011 во Метрополис. Претходно многу се спремав, имавме подпишано за еден спортски бренд со Мирко Петровски, каде што телото ми беше изложено на голем стрес и напор, и физички и психички. Доживеав исто сообраќајка, кај што за среќа поминав малце полесно, со мотор ме удрија со кола, кај што позади беше мојот внук од сестра, кај што кога го излетавме, он беше у несвест некои 10 секунди. И мислам дека тоа огромен стрес, пост травматски стрес, ајде да кажеш, не само на местото. И првото што ми се деси одеднаш, чувствував страшна вознемиреност континуирано, ама вознемиреност као сериозна. Ми се деси еднаш да станам, гледав некој филм, дури не можев да гледам, имаше серии нели на Netflix. Уствари тоаш DVD уште беа 2010, да не лажам, ми испомешано. Мислам дека беше нешто со гладиатори, имаше многу крв. И тоа страшно ме вознемируваше. Пискања, плач, не можев тоа да го слушам. Станав и таа вечер почна ми се укочија нозет и не можев да мрдам уопште. Значи таков тремор да целата мускулатура ми беше згрчена. И јас го препишував тоаш на
истоштеност од вежбање, бидејќи тренирав Си скомбинирале многу фактори. крос, да, све се собра и таму ми се деси голем крах и побарав помош од стручно лице, психолог. Не, Веднаш се јави кај психолог Не, или ме може би претходно испитуваше повторно Не, што ми ме е и како ми е? Веќе беше јасно за што се работи. Јас сум многу транспарентен и отворен секогаш, така да никогаш не сум се срамил, дури се смеам другари кои ми се сега нели доктори и сите тие. Ми викам кога ќе запознам или некој доктор сега, викам, не ми дај број, викам ќе ме блокираш цело време. Да, ова ми е, чекај ова ми е. Нели хипохондријаза кога влагаш во некоја фаза, јас сум се уште удобра некоја. И тренерот мој ме препорача кај психологот кој он идел. Кликнав многу добро со неа. И за волја на вистината никогаш не сум користел никакви антидепресиви. Дури на погребот на мајка ми отидов клот, така што велат дека и не е некогаш добро да се заштитиш, може да треба на некој начин. Од се што сум конзумирал, и тоа ден денес го конзумирам кога ќе осетам измореност од тренинг, од напор неуробион, ама тоа е сплет на витамини B1, B6 и B12. Внимавам многу низ храна и гледам тој стрес некако да го акумулирам преку и извадам преку спортувањето. Јас сум страстен фан на спортот. И сега редовно се искачува водно. Па вчера не бев до врв, бидејќи не бев долго време и не кев да форсирам, ама спортувам. И генерално мислам дека најголемиот страф од кој сето тоа ми доаѓа, имам екстра систоли кои се јавуваат и тоа може сега да ми се деси да ми извади од патеки. И народски кажано, тоа ми се деси од 2017 на нашиот голем солистички втор концерт во Саем, на Саем кај што јас се симнав од одбина. Не го заврши концертот? Не, го заврши, па се симна. Прво се симна, а потоа собра сила и се врати назад. Па види, јас знам дека ништо нема да ми се случи. Ама од тој момент само отидов на пратечите на Андрем, кажав, викам, гледај ми пречуга срцето, морам да се симнам. Имаше 6000 плюс луѓе, беше многу топло. Ја имам генерално некоја девијација, па и имам намален плуќен капацитет докторски, не знам како е тоа кажано, нели, ама едноставно кога све се случува, нели, поготово имаш голем, како се вика, не ми текнува зборот не ми текнува сега кога се крива адреналин. Значи многу луѓе гледаш, наплив. А од една страна те треси страв и знаеш како ми се смири, имаше тука амбулантно возило, доктори стално се, само ги видов, окей, супер се. И се вратив одма и тоаш беше све окей. Колкав дел од оние клиенти што доаѓаат кај вас се убедени дека се тешко болни? Свесни ли се дека се анксиозни? Па не, они кога ќе сите овие дојдат... симптоми што ги слушнавме може да укажуваат и на една сериозна здравствена состојба. Да, кога ќе дојдат, некои доаѓаат, например, од веќе поминато сите прегледи кај докторите, од документација. Да, и потоа им викаат, тебе најдобро да идеш на психолог. Зашто не може да му најдат што му е, а не се чувствува добро. Некогаш доаѓаат кај мене и јас почнувам да зборувам, вика, ама јас, знаеш, снимив ова и ова, ама главата не сум ја снимил, нешто да не имам на главата. Ја викам, знаете што треба да одите да ја снимите, значи да добиете резултати, да разговарате со докторот и после ќе дојдете. Затоа што залудно ќе биде јас да зборувам со некој кој цело време мисли дека главата не ја снимил. Значи треба да и расчистиме дека не постои и реално да се расчисти, затоа што некогаш такви симптоми може да дадат и одредени заболувања. Значи ние као психолог кога ќе дојде некој без разлика како е, што поминал, ние прво треба да се убедиме дека навистина е здрав. Дека не постојат значи високи шекери или било какви други телесни причини зашто некој би се чувствувал лошо. Ако дојдеме до тоа дека тоа е психосоматика, дека тоа се анксиозности, тогаш понатака можеме да работиме. Така да луѓето, јас секогаш инсистирам, да, ќе одите и ќе си ги завршите. Оти ќе рече, штом телесно нешто чувствува, значи може да има
секогаш идеја дека нешто можеби е телесно причина за тоа, тогаш би било најдобро да се заврши со сето тоа. Панчо, правеше ти магнети, да речеме тумор маркери, некои такви испитувања? Можно. Ја умрев, знаеш колку пати да се. Многу пати. А се случи ли некогаш некој од резултатите да е благо изместен, па да речеш, ева, готово е? Да, тоа беше последниот пат. Бидејќи ја реков, кај што посетував психологот, кој за жал не ке никогаш да го споменувам, таков чуден лик е што ја го уважавам. Реков Јунгов аналитичар е тотално различен метод. Работевме на толкување на соништа и на оние комплекси, не комплекси од типот дека ти имаш подобра кошула од мојата или подобра јакна, него тие фрустрации ги влечеш од негде и анксиозноста не е само у момент, него тоа е си ги влечеш тие работи од негде. Што имаше нарушено? Кога почина мајка ми, ја имав таква една болка у предалот, кај жолчката, ајде да кажем, кај што ги направив сите можни снимања, сите можни испитувања и од тој голем стрес најверојатно Ахилова пета кај нас мажите, како што е кај вас жените, мислам, матката, кај нас е простатата. Јас добив хроничен простатит на 35 години, што е нели нонсенс, иако сега се сите граници спуштени поместени на сите болести за жал. И јас правев тумор маркер, ама кога имаш ти воспаление и на бели дробови, да си настана да направиш и на грло, нормално е, дури сите можни прегледи. Јас и сеев на сестра ми, викам да се збогуваме, ја имам покачени тумор маркери на простата. И ги уплашив сите околу мене. Сигурно. Па да, мислам, ја бев прво... И потоа следува, предпоставам, дополнителни испитувања, така, за да се исклучи тоа? Не, туку и кога зборев и со психологот, бидејќи добро што не ми избрка, бидејќи ми беше психолог и доктор, и не знам како да се заблагодарам не само на неа и на сите оние кои биле со мене, бидејќи тоа е многу мачна работа, да малтретираш некој кога ништо не ти е, многу на крај најшниот ги рече доста се жалиш, аман више ништо не ти е, све си направил. Крвна слика бев као у кафич, идам секој втори ден, ај крвна слика. Параметрите не може да рипаат драстично за 24 часа, нели? Може да е шекер и ако си јадел и масноти, некој пат да ти се покачат. Правиш и понатаму такви испитувања или не? Знаеш како викаат, стравот лозието го чува, ја правам 2 пати у годината крвна слика, тоа е чисто ради мене, бидејќи спортувам, сепак веќе сме малце повозрасни и тоа ми е една рутина која секогаш ја практикувам, здраво гледам да се хранам колку можам, да спортувам и така некако се чувам. Ги сватив многу работи како што созреваш, мораш да сватиш и да се соочуваш со работите, дека ако го сватиш дека животот и смртта е едно, така, тогаш ќе сватиш многу работи и многу ми помогне исто и религијата, имам духовен отец кој често идам во манастир. За жал последниве 4-5 месеци не сум била, ама идав доста често и се уште сакам и сум голем фан и поддржувач на тоа. Никого не терам, само кога ме прашуваат, ја велам дека многу и тоа ми помогнало, тој спокој, мир, кој можеш да го доживееш таму, е неопислив. Читав многу книги, може да е клише, ама Робин Шарма ми помогнал многу со онаа клише книга која може секој да ја разбере, кој нема многу зборови медицински и на хај левел да се, калугерот што го продаде своето Ферари, може да е една почетна книга која треба секој да ја прочита и кој е здрав, да разбере дека не е се упарите и дека постојат многу други работи кои се побитни од тоа. Така, не за џабе вела дека анксиозност е проблем на модерното време, на модерното општество. Што им советувате на оние што ќе дојдат кај вас со анксиозност или пак со панични напади кои што ги опишуваат како круна на анксиозноста? Да. Само сакам да коментирам нешто, кажете еден волшебен збор, тоа се вика малтретирање. Што мислите, кој е најмалтретиран кога ќе добиеме анксиозност? Кога најповеќе го малтретираме? Најблиските. Не себе си. А себе си дефинитивно. Ние сме тоа е најизмалтретирани. механизам
на напаѓање на себе си. Садизам. Ги решаваш проблемите што се случуваат околу тебе на начин што ќе се нападнеш себе си. Не ти само мисле. Не, јас сум се нападнал милион пати. Значи, да. И поставуваме прашање зошто некој би се напаѓал така себе си. Зошто? Мислам, тоа е несвесен механизам, не заради тоа што некој решил сега ќе си удрам два шамара, него некој начин како тоа ние сме избрале во животот да ги решаваме проблемите што се околу нас на начин што ќе се нападнеме себе си. И нашата работа, или еве да кажам, она јас што го правам како психотерапевт е да заедно со клиентот кој дошол ги истражиме тие такви ентитети создадени во него. Значи разговарате. Разговараме за тоа. И сакав уште еден дел да биде исто е теоретски дел, затоа што сигурно сите ќе разберете што е анксиозност или што се случува со кога имаме панични напади, фобија, кога развиваме стравови. Постојат три вида на страв. Првиот страв е нормален страв кој е врзан со нашиот нагон за преживување. И дали кога поминуваме улицата, кога сечеме со нож и се плашиме да го направиме тоа, ама кога поминеме улицата повеќе не се сеќаваме како ни било таму. Сега не мислиме ние цел ден и кога поминував улицата, ама ми беше страв од камионот. Си завршил стравот работа, не спремил да протрчаме и да така бидеме поактивни и си продолжиме во животот. Вториот страв е невротски страв кој се јавува заради тоа што имаме некој невротски конфликт внатре. Страв од авторитети, велиме, страв од ова, нешто што се јавува. И тоа може да биде многу досадно и многу да не погаѓа тоа. И затоа што некои такви невротски конфликти се многу силни за нас, личноста врши еден трик што се вика поместување, односно вниманието веќе наше не е на тој невротски конфликт, него го поместува вниманието и добиваме панични напади. Добиваме фобија. Односно тоа станува циркусот на нашиот живот, да се врти се околу тоа. И навистина е многу сликовито, баш како циркус, затоа што е толку силно, толку и телесно се доживува многу и на психолошко ниво. И сега кога ќе се дојде на психолог, обично луѓето сега дојдов со стравови, дојдов со тоа да работиме на тоа. Ама тоа е нерационално и нелогично. Тој страв, значи со никакво рационално објаснување, со разговор за тоа зошто имаш паничен напад или како се плашиш од пајак, нема да престане стравот. Значи ние бараме причината зошто се направило тоа поместување во личноста. Што е таму во личноста, нешто што лежи долу, што не води кон тоа да генерираме панични напади, зашто ние ги создаваме. Значи мора да се открие тоа за да може да се исконтролира ситуацијата. Значи ние создаваме анксиозноста, ние ги создаваме паничните напади, ние создаваме фобијата, се што е она манифестација што е правиме, ние ја создаваме, да, на некој несвестен начин, ама тоа е наша креација. Да дојдеме до причината како тоа ние сме одбрали да го правиме тоа, тој механизам. Односно тоа е докажано сега по најновите испитувања дека психотерапијата прави промени во кората на големиот мозок затоа што ги води луѓето да учат нови работи. Односно е веќе као биолошка терапија. Ги учиме како да престанат да го прават тоа што го прават и да научат некој механизам нов што ќе биде поадекватен за нив. Значи не како што спомнав преска дека ќе станат совршено среќни и дека во животот нема никогаш да имаат проблеми или ништо нема да им се случи катастрофално, него дека нивната реакција на тоа што се случува за нив ќе биде малце поздрава. Нема да се мачат себе си. Значи нема да се нападнат себе си за да мислат дека го решаваат проблемот. Има ли некои што се толку исплашени, што се повлекуваат и од социјалниот живот, се затвараат и веќе ништо не прават? Да. Претпоставам дека тука уште потешко да се да, работи. например, има некогаш периоди кога почнат да добиваат панични напади по неколку во денот. Мислам, тие и да сакаат, не можат социјално да функционираат, затоа што толку е тоа силно доживување што не ти останува време, не можеш ништо да правиш друго. А бараат средства за смирување? Помага тоа? Па сега во такви некои акутни епизоди кога е тоа многу силно и препорачливо е некој да земе нешто што ќе го смири,
за да може, ако веќе доаѓа на психолог или на психотерапија, да може да работи и да раскаже за тоа, затоа што кога е некој толку вознемирен силно, мислам што можеш да разговараш со него, ништо не можеш да. Он ќе биде вознемирен цело време, се што ќе му каже само ќе пројде низ него или покрај него, нема да има ефект. Значи такви високи вознемир. Ако некој има епизоди нели на панични напади или епизоди на фобии, а од време на време доаѓа во некој период кога е способен да разговараме и да правиме психотерапија, тогаш може и без медикаментозна поддршка да се заврши. Минливи ли се епизодите на анксиозноста како состојба минлива е или може да биде трајна? Вака, знаете како, еднашка во животот, негде на почетокот, во детството, се случило нешто и се подигнале тие лачењето на адреналини, кортизоли, не знам што, све што одговарат на стресот. И тоа си стои вака, као, например, кога нормалното функционирање била ваква една линија, тие ќе се покачи малце. Фактички таа личност постојано како во стрес. И кога дојде стресна ситуација, тоа уште повеќе се покачува. Значи, страшно стресно реагираат на таа ситуација. Се покачува анксиозноста и сите други симптоми што ги имаат. И потоа пак ќе се спушти, кога ќе помине кризата, и со помош, со ова, со она, ќе се спушти, ама пак останува повисоко него другите луѓе. Фактички тој организам цело време живее во стрес, некоја доза на стрес. Цело време лачењето му е малце му треба дразба, за да тоа уште повеќе се покачи. И се живее во анксиозност. Панчо, се живее во анксиозност, живееш во анксиозност, можеш ли да кажеш дека анксиозноста си ја ставил до некаде под контрола? Па, тоа стручно... Бака ти лично, како чувствуваш? Дали ја контролираш во моментов? Еве сега ви предстои голем концерт Многу деновиве. долго време ја контролирам, што ми е многу драго, и анксиозност пред се значи живот. Значи, ја тоа така го толкувам, баш да земеш пример, овие врапчињата, зајчињата, сите се анксиозни, ако сте приметиле. Верувам, кога пиленце како прави на земја, цело време под стрес, и тоа важи. Сега само да се надополнам кај вас тоа стручно што го кажувате. Јас го знам како парасимпатикус и симпатикус, како една нишка, кога се крева, дали е парасимпатикус или симпатикус, не знам, ама едното кога се крева, тоа ше сериозна состојба на анксиозност, и кога тоа баш таа нишалка кога ќе се израмни, онда спласнува се, ама таа стои. Како што кажа докторката, мала, кога си веќе у таа фаза, мала дразба, ја крева едната страна и онда одиш у анксиозност. Какво ти чувството сега за предстојниот концерт? Еве, сега треба да имате концерт. Види, ја немам трема, опериран сум од трема, што е многу добро. Имаш позитивна трема, некогаш, зависи, последен пат имав во Кичево кога пеевме, не анксиозност, него осет некој кој води натаму, бидејќи мајка ми потекнува од тој град, а ја никогаш со бенд немам пеано таму. И оваа година ни е 20 години на ДНК и турнејата ни пеевни, беше феноменален концерт. Ама ја имав такво чувство као прв пат да излагам на сцена. Немав анксиозност, него едноставно осетот, што верувам дека долго време што сум работел на себе, нели треба да работиш на себе за да ја отстраниш анксиозноста и да сватиш од кај доаѓа. Мислам дека тоа многу добро го контролирам и живеам. У 2010-та не можев да објаснам на никого што е тоа. И ме правеа сите као ми се смеја. И онда се повлекуваш и влагаш у фаза на депресија и со многу некои луѓе блиски кои не може да сватат ти што им кажуваш и не може да се исповетат со тебе, но се тука за тебе. Па сум многу често знаеле луѓе да ме видат и сам да шетам као шљакна, да ме извините на израз. Ама па и со многу другари сме разговарале. Ќе направам 10 чекора па ќе се изморам, а нема врска. Значи, едноставно, кога јас најдов некој другарче такво, ја бев толку среќен, или кога сум прочитал некој светска звезда од типот дека се бори со анксиозност во 2011-та, ја не можам да го опишам чувството на среќа. Така. Леле, ја најдов уште еден како мене. Значи, важно е да се разговара меѓу другото со лица кои што страдаат од истиот проблем, советувате?
Па да, затоа што еве вака ќе се дојде до тоа дека ние не сме единствени, дека нас нешто ни се случува, а сите други се нормални. Значи, вие Никој не не е може да нормален. ги никој не е нормален. И не може да ги препознаете на улица луѓето кои носат, како што вас никој нема да ве препознае ако не седнете да раскажете. Така. Нели секој си е сам со својата тежина внатре. Значи, огромен е бројот на луѓе кои имаат анксиозност. Ја верувам дека е над 50%. И дури и поише што не ни знаат дека е Особено што ние значи во некои периоди на животот кога се случуваат тие трауматски настани или шокови, например, смрт на блиска особа, сите стануваме анксиозни. Ама работите во тоа кај што некој после поминува, полека се стишува и поминува, а некој тоа нивото никош не доаѓа на нула, него си останува па пак да реагира. И јас одново ќе повторам, значи идејата е кај анксиозноста да ја нема повеќе, не да се контролира, него да не го правиме, да не си го правиме тоа повеќе себе си. Значи да се избориме со самите себе си да го победиме тоа. Па, Ако може. Вака, значи ќе се запознаеме како и да еден процес на запознавање на себе си, низ тоа да откриеме причините од каде сето тоа потекнало. И во тој процес на запознавање почнуваме малце поише да се разбираме себе си и да се сакаме себе си. Што е најбитно. Затоа што ако се сакам себе си, дали би си го правила ја ова? Така е. Не. Ке гледам како да не си го правам. Ке правам нешто друго, ама нема да си се мачам така. Значи, процесот на засакување на себе си дава само како слика дека ние почнуваме да се прашуваме, па зашто да си го правам ова? Не кем да го правам. Многу внимание сме посветувале на други работи, на други отколку за себе. Да. Така фокусот да си го За ставиме на да себе си. не ги натепаме другите, се тепаме себе си. Ги И задоволуваш уствари сите, како, на крај колку ти си јас го незадоволен. сакам ова овде ако постојано го тепам. Така е. Нула. И тоа после ќе биде анксиозно. Зашто не е сакано? Што им препорачувате на оние што ќе добијат паничен напад? Што да направат во тој момент? Има некои техники на дишење што Има ќе ни техники на помогнат? дишење, да дојдат во сега и овде, да разгледаат каде се наоѓаат, да се штипнат, да го станат свесни за своето тело, за тоа што чувствуваш. Ама тоа се, значи, моментални решенија на нешто кога ќе се случи. Најдобар начин е Веднаш потоа да да си се побараат побера стручна стручна помош помош. и да не си го прават тоа повеќе. Бидејќи некои се навредени кои ќе им кажеш ти е потребна стручна помош да поидеш на психолог, на психијатар, тоа треба да се надмине, бидејќи е апсурдно да се зборува за такво нешто во Па гениална е 21 вашава век. емисија, затоа што ние живееме во време кога сите млади, особено идат на интернет или на телевизија се закачени и нели ги повторуваат, ги имитираат звездите и сите и такви убави се вакви покрети кога у светот, на пример, не знам, Том Круз зборува за нешто, па овој зборува за нешто. Речи си сите не. имаат лични психолози, психијатри, секој еден да ги станува посетуваат. многу за дел од луѓето живот. достапно, така Така. што вие ова што го зборувате, ја мислам дека е национално благо, на богатство национално, за да слушнат сите луѓе дека тоа не е ништо страшно, дека за тоа има помош и дека може да идат да си кажат. Мислам, не мора да живеат така. Ја го гледам како една хумана мисија кој сакам да помогнам многу луѓе, да ви покажам у инбокс колку пораки после вакви емисии Така, добивам. верувам. Неверојатно. И секогаш и дури последно сега се најажив, имавме концерт у Кавадарци, дојде едно дете и вика само да те поздравам, многу голем фан сум ти. Ја не кем да имам фанови, сакам да имам пријатели, фанови ми се омаловажување на личностите. Многу ми помогна со една порака што ми врати за анксиозноста. Така. Мене ми е тоа, сум направил голем чекор, барем еден, а сум добивал многу. Така, многу ми е драго што денеска прифати да гостуваш во Телма Амбуланта и да го Со споделиш задоволство. своето искуство и борбата лична со анксиозноста. Исто Мирјана, благодарам многу за гостувањето и што на еден вак убав начин ги појаснивте бројните аспекти поврзани со оваа Знаете, состојба. ова е голема тема за разговор, ама јас Ова се е надевам дека прекратко време, малце од така, малце прекратко нешто се време, подразбрахме. но ите ќе обработиме повторно. Им благодарам и на гледачите за вниманието со кое што не следеа денеска. Остана уште многу неразјаснети работи, но секако има и идни изданија на оваа емисија. Имајте пријатен ден.